Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште една сезона на нашата и ваша интернет М телевизија со вашиот водител Томислав Јовановски и новата проект програма наречена 00748. Драги гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на нашата и ваша геополитичка призма. Денеска мојата маленкост и мојот ководител Зоран Јовановски, истакнат русофил, истакнат политичар од редовите на ВМРО, а за почеток почнуваме со некои блиц вести. Геополитички турбулентни времења, Трамп или новата администрација на Трамп е на чекор да ја раскине коалицијата со европските елити и гледаме дека веќе ги стартуваше разговорите на ниво на дипломатија со Руската Федерација. Секако за тоа време ние имаме ситуација во светски рамки. Русија се обидува да воспостави исто некаква мека моќ во афричките земји, на афричките континенти, со тоа го прави и Народна република Кина, додека она што нарекуваше мека моќ во Соединетите американски држави, USAID, по оптужбите на Доналд Трамп дека е искористена и злоупотребена од одредени центри на моќ, односно длабоката држава. Сега, тоа што се случува со, знаеме дека USAID привремено затворена, колку привремено ќе покаже времето, но факт е дека некои турбулентни ветришта, јаки ветришта делуваат и дека гледаме на видикот се некои нови коалиции. Оно што е интересно дека деновиве се одвиваат вежби, да речеме, помеѓу јапонската морнарица и индиската морнарица во потегот или зоната за вежби на источен Фуџи. Она е дел од она што којат сојузот што американците го форсираат, но тоа не е ништо неочекувано, особено ако се знае дека Соединетите американски држави, Австралија, Јапонија, Индија во тој којат неформален воен сојуз подпомогнати со Маркос Помладиот, значи претседателот на Филипини, тука е и Јужна Кореја, прават искусницата на она што нарекува или тема од она што нарекува зародиш за источно азиско или азиско НАТО. Како и да е, во исто време искачија некои анализи од Бегин Садат центарот, каде што се спомнуваше нова дипломатија од Трамповата администрација, односот према Израел. Исто така, таа анализа говоревме во некои од минатите емисии, но таа анализа како ќе биде во нашиот фокус во наредниот период. Битно е да се спомене дека американците некоја велат обнова на Газа. Сепак Трамп е бизнисмен. Освен оние залихи, односно наоѓалишта во Источен Медитеран на природен газ. Тука битно е и она и изградбата на поморскиот канал за америчките и воопште за трговските бродови во Газа. На тој начин тој канал би бил помеѓу Медитеранот и заливот на Акаба. Тоа значи помалку трошоци, транспортни трошоци, компетитивност во однос на Суетскиот канал, а Суетскиот канал гравитира према Црвеното море, таму каде што напаѓаат и доскоро напаѓаа хутите. Ова значи дека овој канал во појасот Газа
по полски канал, че значи изакнување на соработката економска помеѓу Израел, Јордан, Египет, Саудиска Арабија, односно продобрување на израелско-арапските односи. Ја знаеме дека Абрахам Рекордс иде во насока на Абрахам Рекордс број 2 или 2.0, односно воспоставување на дипломатски односи помеѓу одредени арапски држави кои што не беа фатени во Абрахам Рекордс 1.0 во ерата на првиот мандат на Доналд Трамп и секако Израел. Интересно се каже дека излегува нека анализи каде што се спомнува Кавказот секојаш бил немирен, или азискиот Балкан, како буре барут, се спомнуваат и централноазиските бивши советски републики, Туркменистан, Таџикистан, Узбекистан, барем овие три, тие се најмалку 5, овие три се спомнуваат во она што се нарекува континуирана борба на властите во Кремљ за борба против тероризмот како меѓународен облик, средство на одредени елити да ги наметнат одредени промени во одредени општества или во контекст на Русија, а тоа е она што се нарекува рацепкување на Русија, па затоа ги исполнуваат нарушувањата, наводните нарушувања или нарушувањата на правата во Таристан, односно Татарската република и провинцијата Јакутск. Значи тоа све говори дека се обидуваат сите страни да се опколи Русија политички, дипломатски, воено, санкции, се за цел распрачување на Русија по Руска федерација по теркот на поранешен Варшавски пакт, поранешна Југославија, односно втората Титова Југославија, СФР, Чехословачка, која се развои по мирен пат, за разлика од крававата војна на овие наши простори, на овој хумски, македонски, како сакате кажете, полуостров, тоа е те исто, и секако се е за ресурси, а после, кога би се разграбале ресурсите и распарчала Руската федерација, знаете што е следното, атакот иде кон Кина. Односно, таа желба на неолибералните елити за ресурси, војни и крв, низ вековите ништо ново, дежаву, односно дежави, и тоа само страдаат луѓе. Спомнав на почетокот меката моќ, русите имаат во Африка, ги имаат и војните единици на приватната Вагнер војска, формација, како сакате милувате да кажете, но имаат и мека моќ, значи соработка на економски план со војните власти во Мали, Буркина Фасо, Нигер, Централна Афричката република, до некаде и Чад. Додека Кина се воздржува од користење на сега дека што поминува овој Road and Silk Initiative, они го штитат просторот и тие инвестиции таму во тие земји низ целиот свет, значи Југоисточна Азија, па дури и Европа, до некаде, но пред се во Југоисточна Азија и Африка и делом Латинска Америка, го штитат со приватни компании кои што работат обезбедување, која е комбинација од локалните луѓе, но надгледувани од пензионирани кинески воени лица. Значи се уште кинезите се обидуваат, Народна република Кина се обидуваат да го ограничи таа мајка моќ. Road and Belt Initiative е само природно продолжување после толку милениуми на она што била патот на силата. Значи имаме ние ситуација дека Народна република Кина нема, можеби заради лошите искуства што и одекот во светската јавност, она што се нарекува Вагнер, во рускиот случај Народна република Кина се воздржува. Тука имаме некои само
да напоменеме некои од тие групи компании за обезбедување кои што го штитат економскиот интерес во она што се нарекува обезбедување на Road and Belt Initiative. Значи, вели во Сахарска Африка, Huahin Zhong-an, Frontier Services Group, China Security Technology Group, Overseas Security Guardians, Beijing DV Security Service Group, Chinese PSC in Central Asia, и тука ги има едно 15 на не ги читам сите, може би 20, значи ги има и во делот на Мексико, на Латинска Америка, значи речеме Мексико Chinese Security Council, значи све се групи кои што го доведат обезбедувањето на проектите кои што подразбираат огромни суми на пари издвоени од кинеската влада, Народна република Кина, за спроведување на нивниот мегапроект Road and Belt Initiative, продолжеток на она што било патот на силата пред неколку милениуми. Значи, тоа е она што сакавме да кажеме во врска со некои така трендови на глобално ниво, на што нарекува случување. Геополитиката е динамична работа. Видовме на случајот со Сирија, за 48 сати падна Дамаск, значи промените се забрзувани. Секогаш промената е нешто природно, но во денешно време тие промени се зачестија, односно и добија некој забрзување. Каде сме ние како регион, дали знаеме да ги намирисаме, да ги предочиме промените, па не сум сигурен дека нашите елити се свесни за тоа. Ќе го земеме пример НАТО. Се сетам на некој период 2003, 2004, 2005, јас сум некој од основачка фамилија на ВМРО ДПМН, ја бев еден од заговорниците на она што се нарекува членство во НАТО, баш заради тоа тој член 5 од НАТО за заштита, иако никој нема да ве брани, ако сами не знаете да се браните, но членството во НАТО нудеше некоја безбедносна гаранција, особено кога нашите соседи, буквално сите, или скоро сите, има и се уште имаат некои чудни од 19 век аспирации кон оваа македонска почва. И тогаш и до војната во Украина стоев на становиште на свој поглед дека НАТО е обремен сојуз, како што и се прокламираше, и дека членството на Македонија во НАТО е добро. Но што се случи? Се случи војната во Украина и НАТО добромен сојуз се претвори во хорда која што дојде до малтене до капиите на Руската Федерација. Сега јас да поставам прашање за гледачи. Што мислите што ќе се случи со овие така наречени мировни трупи? Дека ќе останат мировни трупи или војните што ќе бидат испратени, а знаеме дека контингент може да биде испратен и од македонските вооружени сили. Што ќе се случи со тие војници? Ќе бидат на линија на фронтот помеѓу две православни завојувани страни. Се плашам дека ќе се случи она што се случи со JNA, која беше можеби најценета од сите бивши републики во Македонија, можеби и во Босна и Херцеговина. Знаеме што се случи. Во Македонија ниту еден стан на офицерите, речеме, од српска националност не беше одземен, конфискуван како во Словенија, Хрватска и во други и во Сарајево, туку напротив денеска може да си ги користат. Тоа говори колку народот и по политиката реално имаше некој страна почит или почет према JNA. Но кога дојде време млади војничиња, 80, најмалку 80 да погинат на ратиштата, на линиите на фронтот, пред се тоа беше во Хрватска, се смени расположението кај народот, односно од ако ја гледа JNA како народна армија, наеднаш се бараше JNA да ја напушти територијата на Република Македонија, која што веќе беше која прогласи независност. Исто се случи и со НАТО. Во момент кога
ќе бидат испратени контингенти, така наречени мировни европски сили, а тоа се од НАТО земјите, а може да биде контингент од армијата на Република Македонија, ќе се промени тој тренд на подршка на НАТО во македонското општество. Тие високи проценти ќе се намалат драстично. Ќе покаже времето. Нашите елити, таа косогледост, 90-те години, може би не ја платија политички, но ја плати народот со тие најмалку 80 на загинати млади македонски војничи кои дошле да служат воен рок во JNA, а завршија на фронтот. Ќе видиме што се случи сега. Се надевам дека овие денешни елити македонски знаат или имаат малце подолга меморија за она што се случило 90-те години, поучат на грешките на нивните претходници и дека не се толку косогледи. Почитувам Зоран Ивановски се служители дека НАТО одбранбен сојуз стана закана за Руската федерација на портите на границите на Руската федерација, а богами и глобална закана. Знаете, едно е што е декларирано на хартија, друго е што е во реалноста. А исто така и постојано карактерот на НАТО се менува, како и генерално на сите меѓународни организации. Формално правно НАТО е дефанзивен сојуз и како таков не требаше да се меша во Украина, затоа што Украина не е членка на НАТО. И како таков не требаше да не навлекува и сите нас, државите од поранешна Источна Европа, државите од поранешна Југославија не требаше да не вовлекува во оваа војна, а очигледно не вовлече. Тука ќе потсетам дека пред почетокот на војната во Украина, нашата министерка тогашна за одбрана, Славјанка Петровска, рече доколку НАТО побара од нас војска да ни испорачаме во Украина, ние сме спремни да го сториме тоа. А зошто да го сториме ние тоа, ако е НАТО дефанзивен сојуз? А НАТО не е нападнат, затоа што Украина не е членка на НАТО. И очигледно тогашниот НАТО, под тогашното водство на Бајденова Америка, се обидуваше да ги едноставно напика сите држави од Источна Европа, од Балканот, во тој така наречен антируски фронт, во желбата за стратешко поразување на Русија. А оваа реченица стратешко поразување на Русија не е измишлјотина и не е руска пропаганда, затоа што тогашниот министер за одбрана, практично шефот на Пентагон, Лојд Остин, отиде во Киев на почетокот на војната во Украина и тамо јавно и гласно пред новинарите и на Зеленски и на сите кажа дека Америка во оваа војна препознава можност за стратешко поразување на Русија. Значи, Америка, тогашниот концепт на Америка и тогашниот концепт на НАТО, кој што за волја на вистината сега Трампова Америка драстично го менува тоа и драго ми е, поради тоа и јас тоа го поздравувам и како словенофил, и како русофил, и како панславист. Значи, доаѓа до една деполаризација во светот. Значи, тогашниот концепт сега веќе пропаѓа. А Бајденова Америка тогаш препознаваше со самото ширење на НАТО, препознаваше можност да најпрво се доближи до Украина, значи ја превземе Украина, ја зачлени Украина во НАТО. Потоа прашање е само на време кога и Белорусија ќе паднеше под НАТО, затоа што и таму има одредени либерални сили кои што веруваат во некои вредности кои што некако сега повеќе не постојат во Европа, затоа што во Европа десницата расте, затоа што во Европа почнуваат да важат некои нови правила кои што
почнува самата Трампова Америка да ги диктира и по падот на Украина под НАТО и по подот снежната закана и Белорусија да падне во НАТО, тоа веќе се отвора можност за разбивање на Русија, како што спомнавте и вие во воведот, и Русија има и тоа како можност да се разбива, затоа што и Русија е составена негде, чинам дека точниот број беше 22 републики и 79 субјекти на федерација. Така да Русија препозна во НАТО пактот смртна закана, нешто што може да ги загрози и затоа адекватно реагираше и затоа едноставно Путин им порача на Западот дека црвената е нивна, дека Украина е нивната црвена линија и дека по секоја цена нема да се дозволи да Украина биде дел од НАТО и Путин како еден гениален лидер, како еден гениален човек, како еден голем патриот, упорно издржува на таа линија и полека, но сигурно ја добива оваа супер сложена геополитичка шаховска партија со политичкиот Запад. Сега да ве прашам, што мислите ова промена во Вашингтон, во Белата куќа, колку, во кој обем ќе се рефлектира на геополитичката глобална сцена или колку длабоко држава ќе го дозволи ќе му даде маневар на 45-тиот, односно 47-тиот во вториот мандат председател на Соединетите американски држави да ги оствари своите предизборни и воопште своите замисли кои што се комплементарни со Heritage фондацијата, активскиот план согласно нивната стратегија. Видите, сега Трамп нуди нов концепт. Трамп нуди концепт на деполаризација во светот на релација истокот западот, односно на релација Америка-Русија. Значи, сега сите ние што бевме да кажам антиамерикански настроени, сега немаме потреба повеќе да бидеме така настроени. Затоа што Трамп заврти нова страница. Трамп му порача на Зеленски на последната средба, каде што едноставно Зеленски се соочи со реалноста, Зеленски како да не беше свесен дека Трамп ќе се одлучи на овој чекор, а Трамп на овој чекор јас совршено знаев дека ќе се одлучи затоа што ги следев изјавите на Трамп во изминативе 3 години. Трамп не е од вчера вака и Трамп не ја прекина војната помош за Украина затоа што се скараа со Зеленски на средбата. Нема тоа никаква врска. Трамп си имаше јасна одлука за тоа уште многу одамна, уште пред 2 години, уште пред 3 години. Ја ги пратам неговите изјави и тој секогаш во изјавите сум препознавал дека е против учеството на Америка во оваа војна на страната на Украина, против давањето на оружје, против ширење на Америка на тлото на Украина. Трамп не е за ширење, Трамп е свесен дека ова за Русија представува закана. Ова не е параноја од страна на Русија, ова е реална опасност под која што Руската Федерација беше загрозена, а Руската Федерација тоа го дозволи затоа што како многу пати во историјата на Русија и се случуваат смутни доба, така беше и последно во смутни доба кое што почнало од 80-тите години на минатиот век, траеше 90-тите години, па траеше да речеме и декада потоа, каде што Русија беше економски падната и Русија и самата не знаеше што со себе, говорам за она Горбачова и Јелцинова Русија, која што подоцна беше наследена од Путинова Русија и Путин како што дојде на чело на Русија, така почна лека по лека да ја воскреснува Русија
и ја воскресуваше на економски план, ја стигна Русија да биде на високо 4-то место по паритет на куповна моќ, значи да вреди парата, исплатената плата во Русија, да можеш што да купиш по маркетите со таа плата, независно од тоа што просечната плата во Русија е помала од онаа во Англија и во Америка, меѓутоа и цените по маркетите се помали. И така Путин ја воскреснуваше Русија и се случи оној клучен по мене момент 2018 година и развојот на руската хиперзвучна ракетна техника, која што до ден денеска се апдейтира. Сето тоа во корелација со 6500 атомски бомби кои што ги има Русија, кои што сега може да патуваат и со хиперзвучна брзина. Русија едноставно рече толку беше од нашите одстапки, сега само ние одиме на запад, а докаде ќе стигне на запад, тоа останува да видиме од годиниве кои што престојат. Немој да очекувате брзи промени, затоа што геополитичките процеси се спори процеси, тие се процеси на споро траење и единствено нешто што може да ги забрза е некоја нагла, несмасна и брутална светска војна, како што беше Втората светска војна, каде што на крајот на Втората светска војна се случи Јалта. За Јалта 2 сигурно дека ќе ја има, меѓутоа не така флагрантно и не така преку ноќ како што беше Јалта 1, затоа што тоа беше после крвава светска војна, која што сега за среќа на сите нас нема да ја има, а ја има на прокси ниво, на едно скриено ниво, и Русија полека но сигурно ја добива. И во тој процес, кој што ќе трае, да речам, па и десетилетија, ќе видиме Русија до каде ќе стигне на запад, а ние како православен, словенски, кириличен народ нема да имаме ништо зијан ако Русија дојде и на Балканот, а Русија ќе дојде и на Балканот. Сега да ве прашам, спомнавте дека е закана таа елита, а не закана само по Руската федерација, туку закана по глобалниот мир или поредок. И глобалниот и поредок, не само мир. Дори председателот Трамп изјави дека ако останеше Бајденовата администрација, сега ќе бевме во Трета светска војна. Да, зависи како ја наблюдуваме Третата светска војна. Дали ја наблюдуваме како нешто што е латентно, како нешто што е, да кажам, зад завесите, или како нешто што беше Првата и Втората светска војна. И јас во војната во Украина препознавам исто така Трета светска војна, но не на глобално, туку на локално ниво. И тоа се вика светска војна на тло на посредничка држава или прокси држава. Прокси војни, да. И малите деца веќе знаат дека Украина 3 години релативно успешно ја одржуваше стабилна линијата на фронтот само поради обскрбата со оружје од страна на НАТО пактот. И поради оружјето, и поради разузнавачките податоци, значи сите американски сателити беа во функција на Украина, и поради финансиските средства. И сето тоа ја одржуваше Украина на апарати да Украина опонира во оваа војна. Меѓутоа, доаѓа Трамп, доаѓа нова реалност и гледаме дека Зеленски, иако се обиде да се противи, да му се противи на Трамп, видовме дека некој ден потоа едноставно си легна на брашното и виде дека без поддршката војна од страна на Америка нема подобра опција за Украина од да седне на мировни преговори, каде што Русија ќе ги диктира условите, затоа што Русија е победник и затоа што
мислам дека е Зеленски свесен дека ако ја продолжи оваа војна без поддршка на Америка, само со поддршка на Европа, тоа е од најдобар интерес за Русија, да Русија ја оствари целта и да ја освои целата историско-руска територија на тлото на Украина, а тоа е целата историска област наречена Новорусија или Новоросијска губернија, која што во историјата го менува името низ текот на годините, а тоа е целиот оној простор од Харков до Одеса. Така да од најдобар ја тоа го викам секогаш од како дојде Трамп на власт, како русофил и како човек кој што е на страната на Русија, не оди во прилог на Русија сега брзи мировни преговори, туку на Русија оди во прилог да се оттегне војната, да се исцрпат залихите војни кои што ги има Украина. Сите прогнози велат дека Украина во следни 2-3 месеци нема да има недостаток на оружје и дека ќе може да опонира, иако гледаме дека интензитетот на борбените дејства е намален по линијата на фронтот, независно што Русија изведува одредени адхок акции. И за мене беше совршено јасно уште одамна дека токму овде каде што се одбива сега линијата на фронтот, а тоа се не големи градови, туку тоа се помали населени места кои што се ризикуваат и кои што се кршат, токму таму се води всушност битката и за Харков, и за Одеса, па дури и за Киев. Така се води смасна војна каде што имаш ти одредена своја политичка цел, а целта на Русија е конечно да ја казни Украина и украинскиот национализам, односно малорускиот национализам, национализмот на украинскиот народ кој што живее на северот, на североистокот и северозападот од државата. Таму не е спорно дека има посебност и дека има нешто што може да се нарече народ со засебен идентитет, кој што идентитет нема своја историја само од 1922 година, туку има и некој век поназад, значи и во времето на царска Русија имаше демоним, етноним, политоним, хороним, малоруси. Ја им го признавам тоа право. Не би рекол дека украинците се руси, меѓутоа југот на Украина, делот на Новорусија, тамо ти да говориш дека се тоа украинци, само затоа што на некој од пописите дел од тие луѓе напишале во попис дека е украинец, а напишал во попис дека е украинец затоа што се чувствувал тој за украинец, туку вика, мене држава ми се вика Украина, и чим ми се вика држава во Украина, и ја се викам украинец. Како во Америка. Како во Америка, како и во Србија, војвоđанац ти вика, моралац ти вика, знаете, меѓутоа, сега ти да отидеш така безобразно да сакаш да се зачленуваш во НАТО, а НАТО станува по дефиниција антирусија. И при тоа последниот украински попис, официјален попис од 2002 година вели дека во Украина живеат 8,3 милиони руси во тогашнијата Украина која што не беше поларизирана како сега, зборам за 2002 година кога беше пописот. И ти сите овие да ги напикаш во НАТО. И при тоа постмајдановска Украина да тргне во тој така наречен процес на коранизација или украинизација и да ги украинизира русите во југот на Украина, да го укине мајчиниот јазик, да им забрани на децата рускојазични, а целиот југ на Украина е рускојазичен, да учат во школа на мајчин јазик. Тоа како ние сега да кажеме албанските деца не смеат да учат на албански јазик во школите. Америка ќе скокне. А зошто не скокна Америка да ги брани правата на русите? Секој има право да учи на мајчин јазик.
Тоа не сме право да да учи. саđаме. И отидоа до тамо да го забрануваат рускиот јазик, например во Донецка област 2 фудбалски клуба играат фудбал на официјалниот разглас, не смее да се збори на руски јазик, мора да се збори на украински јазик, а тој јазик никој не го разбира. Зеленски не го разбираше тој јазик додека не пројави председателски амбиции и заради потребите, затоа што е обврзан со закон да мора да говори во кампања на украински јазик и да мора како председател да говори украински јазик, тој одеше во школа за странски јазик да го учи украинскиот јазик. А разлика помеѓу руски и украински јазик има. И таа разлика е нешто слично како српски и бугарски јазик. Да речам, па да претерам и како македонски и словенечки, не во таа мера, малку поблаго. Поблаго во кај нив или во нашиот случај? Во нивниот случај. Сепак се малце се. Значи нешто доаѓа како српски и бугарски, меѓутоа ја секогаш таа правам паралела. Ако едно дете од Москва и од Суми Полтава Черников на 10 годишна возраст не се разбираат говорејќи на својот мајчин јазик, значи тука веќе говориме дека станува збор за два сепак источнословенски јазици, а особено да не разговараме на темата на кој дијалект источнословенски се говори во Москва и во крајниот запад на државата, каде што е историската област Галиција. Особено да седнеш 10 годишно дете од Лавов и од Москва, тие сигурно нема да се разберат, меѓутоа имаат многу други културолошки белези кои што ги поврзува во еден така наречен руски свет. Добро, тоа е како да донесеш некого од Муртино. Па и едно дете од Гевгелија, 10 годишна возраст и од Куманово. Од Муртино и некој од значи струмичкиот дел и некој од Херцеговина, Стара Херцеговина, нема да се разберат во никој случај. Да. Сега сакав да им појасниме, че мала дигресија, но во однос на претходното ваше издржано гледиште, рековте она што била историска руска територија. Односно, спомнавте Харков до Одеса. Молам за нашите гледачи да појасните по територијалната поделба од денешен аспект, односно украинската држава, ослободени населени со руси, кои што тврдат русите ослободени територии, кои све области спаѓаат од Харков до Одеса? Крим, знаеме случајот со Крим. Збориме за све останато. 8 административни области. Значи, ќе тргнам од краен исток па до краен запад. Односно, се е тоа долен дел на Украина, се е тоа јужен дел на Украина, значи од краен југо-исток до краен југо-запад. Значи, првата административна област е Харковска административна област, 33.000 квадратни километри, значи околу 20% поголема од наша Македонија. Потоа следуваат двете административни области кои што со еден збор се нарекуваат заеднички Донбас, тоа се Донецката административна област и Луганската административна област. Двете се негде околу 27-28.000 квадратни. Не, одвоен. Значи нешто поголемо од Македонија. И двете се секоја поголемо од Македонија. Генерално сите овие 8 административни области така се одмерени да бидат со големина баш колку наша Македонија, некоја од нив 5, 10, 15%, некоја од нив 20% поголема од наша Македонија. Значи, рековме прво Харковска административна област, па Донецка административна област, па Луганска административна област. Потоа доаѓа денешниот назив на административната област е Днепро, а стариот назив беше Днепропетровск, а украинците го укинаа тоа Петровск, затоа што асоцира на Петар Велики. И
во тој процес на украинизација тргнаа да ги бришат, се што е руско. Иначе Владимир Зеленски е од ова Днепропетровска административна област, од класично и рускојазично семејство од градот Крив Рог. Потоа следна административна област е Херсонска административна област и таа е со големина негде околу 27-8.000 квадратни километри. Истото се однесуваше и на Днепропетровската административна област. Потоа следи Николаевска административна област и сето тоа се завршува со Одеса. И Запорожката. И Запорожката. Точно рековте 8. Да. 8. Николаев и Запорожката област се поголеми на отприлика ориентационно? Како што реков, сите се поголеми на Македонија. Сите се некаде од 26.000 квадратни километри па до 33.000 квадратни километри. Сепак најголема административна област е Одешка административна област со 33.000 квадратни километри, а Харковската административна област на почетокот што ја кажав, таа има 31.000. На почетокот реков 33.000, меѓутоа тоа не менува многу. Значи, чисто сакам да кажам дека Русија амбицира територија на некаде од прилика 8 Македонии. Тоа ќе дојде затоа што сите се малку поголемки од Македонија, ќе дојде околу 10 Македонии и заедно со Крим ќе испадне некаде околу 11 Македонии. До овој момент Русија има освоено околу 120.000 квадратни километри, значи има освоено некаде околу 4 Македонии. Остануваат да се финализира Донецка административна област, која што е освоена некаде околу 70%, која што е најтешка за освојување. Останува да се дофинализира Запорожката и Херсонската административна област, кој што според Уставот на Русија се веќе составен дел од Руската Федерација, а на темел на референдумите кои што се случија таму пред 2 години и со прогласувањето, Путин им ги прифати референдумите, практични ги спои овие територии со Руската Федерација, например за разлика од областите во Грузија кои што исто така направија референдум, но кои што Русија се уште не ги припои. И после, значи ова е до сега освоено, сега како ќе оди понатаму, тоа се зависи од тоа колку ќе испадне мудар или не мудар Зеленски. Јасно. Спомнавме граници, по устав, она што беше со поделбата на Советскиот сојуз, на распаѓањето на Советскиот сојуз на денешна Руска Федерација, денешна Украина. Но воени действија се случуваат и на руска територија, Курската област, иако се нападнати и Белгород и некои други погранични, Бријанск, така, но ајде речеме на Курската област е изменена сериозна количина на војна техника, софицирано западно оружје и секако можеби најдобрите, најобичените нерезервен состав украински воени трупи. На почетокот август 1200 км квадратни. Меѓувреме русите повратија на своја територија, значи по устав на Република Федерација, околу 800 км квадратни. Остана што е околу 400. Што се случува таму? Па, за тоа разговаравме во предходната емисија и јас не би сакал да сега го повторуваме истото и да кажуваме дека со таа идеја со таа авантура Украина направи груба стратешка грешка, ги разречи своите сили во Донецка област, по линијата на фронтот ги однесе тамо, наместо тие успешно да опонираат на терен и на тло, каде што 8 години
се вкопуваа и правеа бетонско армирани фортификации, а и имаа претходни фортификации уште од времето на СССР, значи такви атомски скровишта, значи се спремаа за војна пред нив, минирано, ги чекаа русите, тие излегоа тамо, па дури да кажам и добар дел од своите елитни единици ги ставија да не бидат вкопани и да не бидат во позиција на одбрана, него да напаѓаат. И затоа Русија им рече ова е одлична работа и можеби е и това само масло на руските служби да едноставно ги навлечат украинските сили за да може тамо да ги уништуваат и е неспорно дека и сите полатоци кажуваат дека Украина има убедливо асиметрично многу повеќе губитоци тамо во Курска област отколку било каде на друго место во линија фронтот и токму откако тие нападнаа во Курск почнаа забрзано да ги губат позициите во Донецка област и почна да им се руши фронтот. Така да направија голема стратешка грешка. Еве Русија до ден денеска не ги брка, туку тамо едноставно ги меле. Проблемот ти тамо се што можеш да направиш е да ископаш еден ров. Не можеш ти тамо на руско тло армиран бетон да лееш бетон и така да правиш бункери и така да правиш системи на одбрана. Глупост, грешка која што си ја платија и со човечки животи и затоа сега еве Зеленски размислува да ја спушти границата на мобилизација и на 18 години. Значи J.D. Vance тоа им го кажа на Зеленски сега на состанокот во Белата куќа. Вика, вие немате војници, вика, вие лажете, вие со вашата пропаганда тамо во медиумите, знаете што значи пропаганда. Во Украина нема демократија, нема слобода на говор. Зеленски одамна веќе на почетокот на војната само излегуваше на пресконференција пред медиумите. И откако виде дека не можеше тоа да го издржи, се повлече и повеќе не се појавува на пресконференција, туку од неговиот кабинет, како што си е видеопродуцент, си снима видеа и си ги објавува и си ги пушта по медиуми. Тој не излегол да се соочи со медиумите, не излегол да одговара на прашања, не излегол. Јас се изнагледав толку по телеграм канали, толку загинати војници, има мајки и по 3 сина што загубија. Голема загубата, да се пратат без или многу слаба обука деца од 18-24 години кои никад не војувале, не држале ни малтене ни оружје. Кој што не знаат што е војна, меѓутоа знаете како е и мораш, еве да речеме, овој, значи Украина си има едно свое националистичко јадро и тие се заедно со Зеленски активни, значи и тие се активни во нивните служби, во нивната војска и полиција и сигурно и вас ви налетале видеа на Телеграм, на социјалната мрежа X, каде што нема цензура, знаете како се брутални самата украинска воена полиција при собирање на млади луѓе од Украина и кои што ги носат на фронтот. Не те прашува дали сакаш или не ќеш, ти доаѓаат 5 души, физички те собираат, те тепаат, ставаат во комбето и те носат на фронтот. Така Русија, така Украина одржува оваа линија на фронтот како така стабилна со западното оружје, со западно пари и со вака присилно мобилизирани граѓани кои што заедно и со оние идеолошки индоктринирани украинци кои што се бандеровци, кои што се шухевисти, кои што се психотични особи кои што се занесуваат за некаква посебна, за некој украински национализам, сето тоа помешано со некакви си западни вредности. И што учествува 2014 во Одеса? Што учествува 2014 не само во Одеса, него што учествува 2014 и на Мајдан, затоа што, например, видите, Мајдан беше
беше меѓу другото и еден вапај на украинскиот народ за да промени нешто во државата. Против една криминогена структура. Па јас, независно од тоа што сум словенофил, што сум русофил, ја немам проблем да кажам дека во времето на Јануковиќ владееше голема корупција во Украина. Иако тоа не е прв протест. Шарена револуција се случи 2004. За после се случи после 10 години и Мајдан. 2004 година беше Портокаловата револуција. Портокало. И таа револуција не беше националистичка револуција. Но беше револуција некој вид. Беше пред се социјална револуција и таа не беше толку многу изразена про-ЕУ, про-НАТО, особено не про-НАТО, затоа што беше предводена од блокот на Јулија Тимошенко, која што беше за ЕУ, но не и за НАТО. Таа е од Харковска административна област, значи крај исток. Значи тоа се некои умерени украински националисти кои што се за украинска посебност. Меѓутоа, да Украина сепак си остане во рамките на тој така наречен руски свет, во некое единство историско, културно со Русија и со Белорусија и да не дозволи вака да и го заврти грбот на Русија со зачленувањето во НАТО, затоа што како што секогаш говорам, НАТО е закана за Русија. Замислете вие како би се чувствувале еве сега Трамп и неговата власт ако Русија дојде ден да треба нејзиното НАТО кое што се вика ОДКБ, кај што членуваат 5 држави, да се зачленат во тоа нејзино ОДКБ 40 држави и да Русија преговара со Мексико и со Канада за членство во НАТО. Па сигурно дека Америка би се почувствувала загрозена. Америка, јавниот американски наратив за војната во Виетнам беше ние с нашите национални интереси се загрозени и ние браниме нашата национална сигурност во Виетнам. И така убија 3 милиони виетнамци. Кога ги спомнавме пред паузата, ќе направиме мала пауза, пред паузата само малку ќе надополнам со она што рековте, ја спомнавте Тимошенко. Она што се нарекува OSINT или Open Source Intelligence, значи од отворен карактер, полуотворен карактер информации, протекува дека луѓе од поблискиот круг на од доверба на претседателот Трамп биле овластени да разговараат со некои од политичките противници на Зеленски, тоа се продолжен председател Петр Порошенко и секако и со Тимошенко. Додека во исто време, кога спомнавме авантурата на руска територија, убаво спомнавте дека таму не може да се направат фортификациони делови кои што во просторот кои што ќе служат како за очувување на таа приграбена територија и кои што ќе значат и безбедност на самата војска. Самата војска. Најдобрите трупи кои што беа испратени таму во она што се нарекува сега една касапана или мелница за машина за мелење месо, пошто они се отидени сега не бранат Харков што се по устав во Украина, они навлегува во туѓа држава, во Украина на Руска федерација, тло на Руската федерација. Таму немаат, за разлика од Харков, немаат пристап до human intelligence, значи она што се рекува соработници на локално ниво. Во Харков може да најдат во Донецк, во Луганск, дури и на Крим, но не може да најдат во Курската област соработници. За разлика од нив, русите како имаат и се појавуваат сигнали дека русите имаат развиено движења, отпори, како во Одеса, на Харков веќе да не збориме, како во Одеса, по Николаевската област и
почнуваат кај помладата популација, што е многу храбро, ризично, многу ризично, бескрајно ризично, но многу храбро, отпор, односно движење на отпорот на киевските улици. Видите, ова војна, како што реков, е водена од врвниот руски стратег Путин, кој што многу добро знае што Кој што прави, поранешен разузнавач. кој што е поранешен разузнавач, кој што е прецек гениален човек, кој што и не говори премногу во јавноста, меѓутоа делува и спроведува. И сега вака кога ќе слушам некои наши аналитичари или аналитичари од регионов, на N1, на Ал Джазира Балканс, колку само аматерско поимање имаат на работите, како Русија не успеала да го освои Киев, како Русија не успеала да се прошири на поголема територија на Украина. Па Путин кажа, не може од Киев да се прави нов Сталинград, не може од Харков да се прави нов Сталинград, не може од Одеса да се прави нов Сталинград. Единствен голем град кој што Русија го искрши беше Мариупол, а тоа беше само и само поради несреќната местоположба на Мариупол, кој што беше помеѓу левиот и десниот дел на освоените територии на Русија и каде што Русија требаше да го спои целиот брег на Азовското море, односно десниот дел на Донбас со Херсон и со Запорожје и доле со Крим. Значи мораш. И сето ова навака што се води по линијата на фронтот, тоа не се води само за да се освои тоа село или тој град од 20.000 жители. Тука се уништува мотивираниот дел од украинската жива сила, значи сите оние националисти, сите оние, значи целиот оној мајдановски конгломерат кој што беше спој и на националисти, и на фашисти, и на демократи, и на ЛГБТ, и на ПРО-ЕУ, и на ПРО. Затоа беше мешавина од се и се споија некако и на антикорупционери кои што биле за да не крадат политичарите. Значи, целиот тој спој, кој што свесно или несвесно влегоа, едноставно и нив им дојде преку глава се Русија, Украина. Ова е многу битен факт, иако скокам малку од темата, пред почетокот на војната во Украина, просечна пензија во Украина беше 2000 гривни, тоа е 51 евро. Значи, тоа е сиромашна држава. А од друга страна, еве сепа и ја и како русофил и како словенофил, кој што сум на страната на Русија, ќе признаам дека Јануковиќ во таа сиромаштија имаше свој замок со собствена шума околу замокот, каде што замокот просториите се високи 20 метра како црква, внатре лустери од по 1 милион евра, ми се чини дека 12 на лустери такви имаше. Значи, меѓутоа дојдоа после тоа овие демокративе и тие крадат, па затоа се појави потоа Зеленски со неговата серија Слуга на народот, каде што во еден момент, во една сцена, пука самиот Зеленски по сите пратеници во собранието, значи и леви, и десни, и проруски, и проеу, сите биле деме клопови, и така проби со лажење, затоа што исто како Заев успеа да го смота народот. Овие што сакаат да го слушаат проеу пронато наративот, им рече дека ќе ги зачлени во НАТО, а овие што се прорускиве, им рече дека ќе отидам и ќе клекнам кај Путин и ќе се договориме и со Путин. Две не спои работи и затоа така го прегази против кандидатот со многу на малку, со 80-20 го прегази и го победи. Меѓутоа, и тоа е што се вели, кога ќе ја продадеш душата на ѓаволот, кога ќе потпишеш договор со Мефисто, доаѓа за наплата. И сега, ајде спроведи го ова. Ајде сега и учленија Украина во ЕУ и НАТО, ајде и задоволи го и Путин. И затоа му се случи
ова што му се случи. И му се случува. И му се случува. Однекни. И допрва ќе му се случува, меѓутоа тој не е највеќе за жалење. Затоа што сепак тој самиот лично ќе го најде чарето и како што го најде чарето Башар ал-Асад, и како што го најде чарето проамериканскиот председател на Авганистан кој што дувна, и како што го најдоа чарето и тие што ја загубија војната во Сирија од водачите од Башар ал-Асад тамо 2015 и 16 година. Меѓутоа што им се случува на следбениците на Башар ал-Асад, кои што сега живи ги дерат во Сирија, што им се случуваше на следбениците на проамериканскиот председател во Авганистан, кој што бега од државата. Или следбениците на Садам Хусейн, на Муамер Гадафи, на ред да не ги набројуваме. Проблемот ќе биде што ќе се случува со украинските националисти откако цела Украина ќе падне под зона на геополитичко влијание на Русија. Тоа ќе биде јао пораженима. Тоа ќе биде нов масовен екзодус. Тоа, значи, самите тие не мора, затоа што русите многу изгина, многу дадоа жртва. Руското население пропате, руското население се селеше од Киев, од Одеса, значи русите доживуваа екзодус, русите се исто така и сега и под присила мобилизирани и носени на фронтот. Осветата е природна работа. Осветата ќе се случува. Иако е не е христијанска, но за жал се случува. Но факт е дека кога ги спомнавте жртвите, председателот Трамп во изјава наведе бројки 700, според него, неговите избори, 700.000 украински војници, 600.000 руски војници, кај се цивили, кај се инвалиди, трајни инвалиди, кај се тие што допрва ќе осетат од војната во следнова година, посттравматски синдром, тие што се сега инвалиди кои што за 2-3 години ќе умрат под. И затоа председател Трамп вели дајте да се договориме, не сте во позиција, немате карти на покер масата или како ја нарече, немате карти со кои може да изиграте оваа игра против Руската Федерација и председател Владимир Владимирович Путин. А при тоа и им ги скрати, од некни им ги скрати и пристапот до сите intelligence information, основно што се нарекува разузнавачки информации, од сите, кога ги има 15 на немалку служби во делот на американскиот безбедносен апарат, и тој пристап до информации на украинците им е скратен. Јас морам тука да изразам една благодарност до Трамп, до сето ова што го прави. Значи, не е спорно дека оваа автоимуна болест, која што го зафати источно-словенскиот организам, старорускиот организам, значи, Киевска Русија, царска Русија, значи, од втора половина на 9 век до 13 век имаше само еден демоним, етноним, политоним, хороним, тоа беше Рус, на тлото на денешна Белорусија, Украина и Русија. Немаше ниту Белоруси, ниту Малоруси, ниту Украинци. Подоцна, во времето на царска императорска Русија, дојде до раслојување, се створија Белоруси, се створија Малоруси, се створија Голема Русија и така натака. Меѓутоа, сето тоа функционира до ден денеска на еден темел кој што се нарекува руски свет, кој што се викува словенски јазик, источно-словенски јазик, кирилица, православие и така натака, и тие помеѓу себе се убиваа и се најде еден западњак, еден Трамп кој што вели стоп. Не е ова од добар стратешки интерес за англосаксонците. За англосаксонците беше од најдобар интерес да продолжи оваа војна, да продолжи со убивањето и да продолжи со братоубиството и со омразата. Ја навистина не знам
кој е правиот мотив на Трамп. Опасноста од глобален судир, кој што ќе излезе од границите на контролиран хаос во Украина. Или некоја релација со Путин и со По политиката нема љубов. и со сложеноста нема љубов. и со сложеноста на руските служби, кои што многу ми ќе кажат нема интерес Русија за нас, не можеме да видиме ништо од меката сила на Русија во Македонија и кај нашите политичари. Да, затоа што ние сме мали и ситни и ние на крај ќе дојдеме како она што се вели триот карти. Меѓутоа Русија си вложува во Германија, си вложува во АФД, си вложува во Лепен, си вложува во Франција. Не е чудо. Колку вложувањето во АФД може да биде исплатливо, особено заради нивните едно крило. Па АФД е против НАТО. АФД не се станува збор за НАТО или про НАТО или против НАТО. Едно крило, таму повеќе фракции се, така да ги наречам, во АФД. Едно од тие крила, односно фракции во АФД, и тоа како плече неонацистички корени. И тоа не може да биде ниту партнер, уште помалку доверлив партнер на Русија. Ама е добро И затоа не сме. што работи на разбивање на европското единство. И на Трамп зошто е добар? Затоа што го разби единството на западните сојузници. Нашиот гледачи да не сватат погрешно. Немаме ние против европското единство, тоа европско единство предложено од, само да завршим, од Конрад Аденауер, од Жан Моне, од па и генералот де Гол, и уште сите оние што се во основањето на Европската унија, работеа на европско единство кое што ќе спречи крвопролевање. Ова што денес го имаме во олицетворено во елитите, неизбрани елити во Брисел, припадници или слуги пред се на неолибералните елити и застапници на неолибералниот суров капитализам, се тие што го разбиваат европското единство, односно европскиот мир. Дали АФД има кадар за такво нешто, тоа сумнев. Русија, Ѓорџеско во Руманија Русија има кадар, но еве што му се случува. Лепен или во Австрија или Лепен во Франција имаат кадар, но гледаме што им се случува. Овие неизбрани елити не дозволуваат пристап за демократско учество во играта. Не дозволуваат да влезеш на терен. Може да се загреваш покрај теренот и тоа може да биде санкционирано со жолт картон, а во случајот со Ѓорџеску и кој што водеше на првиот круг на избори, значи веќе беше спремен да влезе во игра, санкциониране уопсе не одникни. А првиот круг поништени изборите. Со нив нема зафрканци. Ова се неизбрани елити кои што ги интересира само крупниот капитал, транснационален и ништо друго. Пари, ресурси, сите други и политичари и слуги, па да не зборам за народите, се потрошни материјал за нив. Губитничка позиција на Русија во однос на политичкиот запад беше единството на евроатлантскиот свет кој што беше под конец ставен од страна на длабоката држава која што Трамп практично ја разбива и постојано од година во година, од деценија во деценија се укрупнуваше и одеше на исток. И сега овие десничарски тенденции кои што се јавуваат во Западна Европа, тие свесно или несвесно работат на разбивање на тоа единство. Меѓутоа, неба диела беше говорот на J.D. Венс, историски говор на Минхенската безбедносна конференција, кој што кажа Русија не е закана. Значи, им рекоа, Русија не ви е закана. Дајте да престанеме да се обединуваме
против Русија. И токму е и тоа агендата и на Ле Пен, и на АФД, и на Вилдерс во Холандија, тие не се заинтересирани за одржување на НАТО по секоја цена како одбранбено сојуз од Русија. Па Русија е само 147 милиони жители. Русија до вчера не беше никаква економска сила, а не е ни денеска. И не може да кажете дека еве АФД изби на второ место во Германија. Претходните избори беше со 9% од освоените гласови, овие избори дојде околу 22%. Значи изби втора сила. Па и Чечко дојде изби на прво место на президентските избори во Романија, но не му се дозволи десничарски кандидат, не му се дозволи. Не му се дозволи на Ле Пен, знаете на Вилдерс. И на Трамп не му се дозволуваше да биде кандидат. Трамп. И тамо во Америка имаше тенденции, спорови, процеси против него. Па одредени држави му забранува право да се кандидира. Многу поразлично сите овие што ги спомнав, зашто АФД, или ја барем така го гледам, а знам дека и други го гледат така, АФД, велам, дел од нивното ткиво, тие фракции влечат неофашистички. Јас како антифашист, се слагам. Со внук на антифашистички учесник во Втората световна војна. Апсолутно за мене е неприфатливо коалицирање со ѓаволот или со помалиот ѓавол заради конфронтирање со поголемото зло, односно поголемиот ѓавол. АФД ето како не е партнер, ниту за партнер, ниту па доверлив партнер. Особено не Русија која е предводник на антифашистичкиот свет веќе 80 години. Нека имаше резолуција во Обединетите нации одржана од десетина земји ко автори на таа резолуција во Советот на Обединетите нации, Советот за безбедност, која пројде после на гласање во она што нарекувам Генерална Скупштина или General Assembly, а иницијатор беше Русија. Не знам Македонија кај беше. Јас не прочитав Македонија дали е кој автор, за жал. Да не трошиме премногу време на да се вратиме малку и на домашнава проблематика и на курсот на ВМРО ДПМН ќе биде секако после паузата. Малата пауза. Курсот на ВМРО ДПМН е надворешно политички. Меѓутоа за крај само ќе кажам околу АФД. Имајте во предвид дека АФД јавно и јасно кажува дека не е за поддршка на Украина во оваа војна и АФД не го признава Косово за независна држава. Значи, јас си гледам од мој аспект за нашите. Така да, сега се сложувам дека има, да речем, психотични елементи во АФД, меѓутоа, ако некогаш на Западот му одговараше да се створи една карма кашара на просторот на бивша Југославија, ако некогаш Западот и самата Германија стоеа позади Ленин и падот на царизмот. Нега им затропа неволјата на нивните врати. Нормално дека и Русија малци ќе прави такви обавештајни работи за да им направи кукавичко јајце за да го разбие тоа единство, за да се спаси од нив. Не знам колку е дело на руските центри на моќ или е внатрешна работа на германското општество, но знам дека за мене колку што е неприфатливо и не сум на страната на фон дер Лајен, Туск, поранешната вице-премиерка од владата на Трудо во Канада. Сите тие имаат едно заедничко, нивните предци, односно предците нивни учеството нивно во Втората светска војна. Исто така, значи, не сум на таа линија, исто така не сум на линија на она што секако алтернатива или избор, можен избор во германското општество може да биде АФД. Знаеме што зло нанесе национал-социализмот и за мене е неприфатливо АФД да дојде, а особено нивните ставови во било кој поглед ми се неприфатливо, но тоа е лично мое гледиште, едноставно ние треба да си го гледаме нашето двориште. И нашето двориште, меѓутоа секогаш треба да знаете дека во политиката работите се менуваат
и дека секогаш основот на поделба е на две. Или си тие, или си се овие. Нема помалку за поголем избор. Значи до вчера беа овие обединети против Русија и Русија бараше начини на секаков можен начин да се спаси од нивната обединеност која што пенетрираше на исток. И Русија многу гениално, многу етапно ја водеше оваа војна по линијата на фронтот и ја мислам дека работеше на обавештајно ниво на западот за да овозможи да тие вака се разединат и автоматски да им престанат да им бидат закана. Имавте пред скоро време работа посета, да наречеме, во Битола. Беше некој настан поврзан со рускиот конзул од времето на империјата, Османлиска империја. Тоа беше 10 февруари, ден кога во Русија се слави денот на професионалната руска дипломатија. И руската дипломатија, тој празник го празнува и во Русија, и секаде каде што руската дипломатија има своји представништва, значи амбасади, конзуларни представништва и така натака. И тој настан беше во организација на руската амбасада во Скопје, која што го одбележа нивниот професионален празник, тоа е празник на руските дипломати, токму во Битола, во главниот градски парк во Битола, каде што се наоѓа споменикот наречен Руски крст, кој што е подигнат во чест на еден поранешен руски конзул во Македонија, кој што бил руски конзул на тогашен руски императорски конзул во Отоманското царство и кој што сите македонци треба да го знаеме и треба да му бидеме вечно благодарни за неговата жртва, затоа што тој само 6 дена по кревањето на Илинденското востание трагично гине токму на тоа место каде што е сега споменикот негов, во со желба да го заштити македонското население, кое што тогаш било под голем терор од страна на турците, затоа што сме го отпочнале востанието. И рускиот императорски конзул гине на 8 август 1903, а ние го почнуваме Илинденското востание на 2 август 1903. Светилија. И тоа рускиот конзул бил во друштво со Крсто Петков Мисирков, кој што бил и ученик на неговите деца. И тоа кобно утро тргнуваат со конјска кочија од летната резиденција на рускиот конзул во селото Буково и се упатуваат према Битола на пат каде што била тогашната Битола конзулски град, каде што било тогашното руски конзулат во Битола. И рускиот конзул сите тие 6 дена на Илинденско востание бил, но и пред тоа, бил исклучително активен во ставање на протестни ноти кај турските власти за репресалиите што ги вршеле во осветите, затоа што осветите не биле само во Крушево славно, туку низ цела Македонија турците вршеле апсења, палежи. Цела територија што е мапа на Македонија географска. А особено тој Брсјачки регион, значи Битола, Прилеп, револуционерен тогашен округ, затоа што официјално Крушевското востание не е само на градот Крушево, него на Демир Хисар, на целата околија, Дебарца, Битолско, Прилепско и така натака. И рускиот, значи, конзул, да му го споменем името уште еднаш, Александар Аркадиевич Росковски, не молчеше, можеше да си ќути мадро
и да си помине убаво и да си преживее и да си доживее старост. Меѓутоа загина на 44 годишна возраст, после негде 6-7 години негов дипломатски стаж во Битола. Конкретно е убиен од турски стражар таму кај што му е сега споменикот. Значи малку си бил и темперамент росковски, значи со тој негов руски карактер, и тој малце претерал во кавгата со турскиот стражар, и турскиот стражар, инаку етнички албанец, го убива Росковски со 2 куршуми во главата и во стомакот. Како што кажав, Росковски беше во придружба со нашиот природбеник Крсто Петков Мисирков, со кого биле и кучни пријатели, и Мисирков му бил и учител на неговите деца. И потоа избива дипломатски скандал. Битолскиот Валија, како се викаше, го заборев, е сменет и бил протеран на служба во Либија. Овие двајцава стражари се осудени на смрт. Росковски е подоцна кремиран и е транспортиран од Битола за Солун. Од Солун е транспортиран со бродот Терза за Одеса, во тогашна руска Одеса и идна руска Одеса. И таму е погребан на вторите градски гробишта, веднаш до неговиот татко, генералот Росковски, значи Аркадий се викал татко му, и што е исто така многу битно, на самиот погреб буквално искочила цела Одеса. Значи бил многу популарен. Нека му е вечна слава и ние македонците треба да му бидеме вечно благодарни за таа негова жртва, и 2 пати во годината се организираат пред тој споменик настани, еднаш е на 10 февруар, кога се слави денот на професионалната руска дипломатија, а вториот пат е на 8 август, на денот на неговата погибија. Значи, освен она што се нарекува руско-турски војни, мислам дека моменталниот исход или резултат е 7 добиени војни на страната на Руската Федерација, односно тогаш царска Русија, поточно, тогаш немало нели војни помеѓу тие две држави, а Османлиската империја 4 добиени војни. Очигледно време не ми е точен тој податок. Има 13 руско-турски војни. Па јас прочитав 7-4. Не, немојте така. Една до 2 се нерешени, евентуално заради тоа некако примери. Нема, само Кримската војна е практично. Во сите тие конфликти се случуваат погибија, и ова е потсети со рускиот конзул на нашите случаи пред 5-6 години или колку помина, кога мори повеќе, кога руски пилот на небото над Сирија, чинам, беше случајно погоден, неговиот авион погоден од турските воени представници и турските воени алатки, орудија, и гледаме дека некои работи само поминало некој време, но некои работи ништо не се променуваат во тие односи напнати турско-руски односи, и до ден денеска, можеби најминиот период беше периодот на Ататуркова Турција, но сега гледаме дека нешто се обидуваат да ги изгледа да ги измазнат тие релации председателот Ердоган и председателот Путин. Само накратко, првата руско-турска војна 1500 и некоја година за Астрахан, последната руско-турска војна на тлото на Бугарија, каде што Турција ја ослободува Бугарија и дава држава на тацна, создава геополитички услови да
понатаму се ослободиме и ние, и само 13 години после таа руско-турска војна ние ја формираме нашата македонска револуционерна организација, која што подоцна се прекрстува во ВМРО под влијание на бугарските служби. Значи, пред тоа немаше геополитички услови за тоа, а токму братска Русија, православна Русија, словенска Русија, кирилична Русија ги овозможи тие геополитички услови да ние кренеме глава, а ние пред тоа 500 години не кревавме глава. Затоа треба да и бидеме благодарни на Русија што даде 66.000 жртви во последната руско-турска војна која што се водеше на тлото на Бугарија. Тоа е 1879 година, тука негде беше, каде што едноставно го расклати Турчинот на Балканот и ни овозможи да подоцна и географска Македонија се ослободи. Тоа потоа како ја распарчале балканските сојузници, колку ние сме спиеле како народ, зошто ние не сме настапиле со своја војска. Империја тоа го дозволи. Тоа се веќе детали. Битно е дека после 500 години ние не бевме под муслиманско, не бевме под отоманско, не бевме под турско робство. Де факто, благодарноста треба да обострана, ние за таа руска поддршка во ослободувањето или претрувањето на турците, селџуци, Османската империја од овие простори, а они треба да бидат благодарни за отпорот што јужнословенските народи во Втората световна војна го направија, затоа што им купија време на Советскиот сојуз, односно на руси, белоруси, украинци, ерменци, чечени и сите останати кои што ја донесоа големата победа и ослободување на Европа. Секако ние треба да работиме на нашето единство. Спомнавте во тој Прсечки регион, но пак велам каде што била Крушевската република, значи еден дел од територијата на денешна Република Македонија, но единството, секогаш кога брсјаци, мијаци, азоти ќе се обединат, се случува ослободување. Во случајот со Крушевската република траело колку што траело, геополитичките околности на Хумскиот македонски полуостров не дозволиле повеќе да трае таа република. Во Втората световна војна тоа македонско, пак велам, тие различни називи племиња, брсјаци, мијаци, брсјаци, азоти и останати се обединуваат, го победуваме фашистичкиот окупатор и неговите квинзлинзи, петоколонаши, се ослободува Вардарскиот дел од она што се нарекува карта на 1912 Македонија, географска карта, се ослободува Вардарскиот дел и влегува состав на Втората Титова СФР Југославија. Сега живееме во независна, суверена, мултиетничка, мултикултурална и мултиконфесионална, мултикултурна секако Македонија. Треба да работиме да ги подобриме нашите односи со сите наши соседи, со сите големи сили, регионални сили. Неодамна се актуелната влада, предводена од ВМРО, склучи договор, стратешки договор со Турската или Туркија, Републиката, исто како што имаме стратешки договор со Соединените американски држави. Јас сум заложен за тоа, ако председателот десна музиња Кирил Григоров знаеше каже еквидистанца, ја тоа го гледам еквидистанца во позитивен смисла, значи да соработуваме со сите на некое растојание, тоа растојание се вика нели меѓуграничен простор, да соработуваме со сите соседи, да соработуваме со сите големи сојузи, со сите големи играчи. Не е тоа седење на 2, 3, 5 столици, туку соработка со сите во еден глобален свет, глобална економија, каде што тоа е вложување во еднината и во мирот. Се друго е коцкање, се друго е несигурност и се друго води кон авантурата на председателот Зеленски. Померно помене. Ќе го начнеме и тоа, пошто вие сте
се доживувате како политичар од редовите на ВМРО-ДПМН. Кажете ми, бевте во посета на или по покана на руската амбасада, посолството на Руската Федерација овде во главниот град Скопје на Република Македонија. Што беше таа посета? Мислите за видеото што го видовте на социјалните мрежи видео? Тоа беше по повод новогодишниот подарок од страна на рускиот амбасадор, кој што ме покани во руската амбасада да ми врачи подарок, како впрочем и секоја година за Нова година. Едноставно гледам моите активности. Почна војната во Украина, почна оваа геополитичка војна помеѓу Русија и Америка, која што гледаме дека завршува, затоа што Америка се откажува од таа војна, благодарение на Трамп, и му благодарам за тоа. И почна војната и јас си застанав отворено на страната на Русија, не седејќи на 2 стола, на 3 стола, туку едноставно препознав војна помеѓу нашите и туѓите. Овие туѓите сакаат да влегуваат кај нашите, овие туѓите сакаат да ги распарчат нашите. И едноставно јас со мојата искреност, со моите емоции си застанав. Добро, политиката отворено на кај мене има емоции, видовте како емотивно говорев околу рускиот амбасадор Росковски. Не сме сите исти. Јас си конзул и јас и имам емоции и има нешто што се нарекува, што препознавам, роднински релации со рускиот народ поради нашата културолошка сличност, што секогаш ја повторувам, значи еден јазик кој што мутира од тука до Владивосток, а е еден и словенски јазик, коренски јазик, една азбука, православието, словенските корени. Едноставно јас си застанав на страната на нашите, затоа што и на руски јазик наши се вика наши. На руски јазик 70% од зборовите се коренски или исти или слични со нашиот јазик. На руски гори се вика горит. Победа се вика победа, само тие изговараат победа. Нашите браќа се и руси, и украинци, и сите словенски народи, особено јужнословенски народи, и чеси, словаци, пољаци, русини, и во Бугарија, и во Грција. Така, и знаете, и рускиот амбасадор тоа знае да го препознае. Србија виде дека ја практично со мојата делатност и си ги закомплицирав моите позиции во ВМРО-ДПМН, инаку бев до пред почетокот на војната во многу блиски односи и многу ценет од страна на највисокото раководство и ги ценеа моите ставови и ги уважуваа моите ставови, дури ги застапуваа моите ставови преку нивните профили на социјални мрежи, значи класично мои ставови имало објави од страна на Мицковски, од страна на Александар Николовски, значи сум влијал кај нив. Меѓутоа се случи војната и се случи, да кажам, оваа поделба, со тоа што тие на почетокот не знаеја зашто да бидат, не знаеја како да бидат, едноставно така беа неодредени, исто како и за името, исто и како и за пописот, како за многу работи без став, и како што одминуваше времето, се повеќе го кристализираа ставот и застанаа на страната на Западот, застанаа на страната на антирускиот фронт. Дочекавме да и оваа влада, каде што е министер за одбрана Мисајловски, да донира оружје на Украина. Дочекавме да двогодишнината, односно претходниот настан кој што беше во организација на Сдруженијето на украинци, беше во присуство и председателот Мицковски и Александар Николовски, но сега украинците
одбележуваат 3 години војна, па не им отидоа. Така да менуваат и тие став и тоа во кај Русија нема да им помине така, сега да си за овие, утре да си за тие. Така и Вучич на почетокот на војната некако сакаше на 2 столици, на 3 столици, некако гледам аналитичарите на радио телевизија Србија и на другите телевизии кои што беа, да речем така, очигледно про-Вучич, влечеа на почетокот на војната на страната на Украина. Треба да бидеш лојален, едноставно, ако сакаш да бидеш ценет, и затоа, да речем, односите мои лични со амбасадорот се на здрава основа и се да речем така блиски, затоа што е едноставно сум човек кој што не е базиран пред се од своите лични интереси, него има нешто што е идеологија. Што е идеологија и што е емоции, и има нешто што е до сега важеше правилото. Оваа војна беше помеѓу нашите и овие што не се нашите, што не говорат наши јазици, и затоа јавев на страната на нашите. Сега работите се менуваат, овие од другава страна некако се откажуваат од таа војна. Фала им и убаво е да светот живее во иднина во мир и во деполаризација. Моравме лојалност, моравме лојални према режијата, ми даваат сигнал дека нашиот термин истекува. Сосема на крај, преди пожелам лека ноќ на нашите гледачи кои останаа ова продолжено издание на Геополитичка призма. Ќе видиме ли на локалните избори како исторен кандидат предложен од нашата матична партија ВМРО ДПМН, или ќе настапите независно? Ќе видиме. Јас влија, значи кај раководството на партијата за целото ова време, и се обидувам да најпрво со добро, да престанат да не множат со нула сите ние кои што сме за пријателство со Русија. А бога ми, значи, ова раководство, оваа врхушка, овој извршен комитет не препознаваше ништо друго освен сојузништво во тие евроатлантски интеграции, односно Ова е легитимно раководство. Јас како поддржувач на легитимитетот и контитутот морам да ви потенцирам. Ова е легитимно избрано раководство на Конгрес. Дали немало против кандидат или со акламација, или со акламација избран, ова е легитимно раководство. Исто како и сето она што се случуваше 2003 панорама и така натака, исто беше легитимно избрано раководство. Исто како тоа што беше легитимно избрано раководство 90-та година. Легитимно е и нешто друго. Легитимно е што членството на ВМРО ДПМН е барем 60-70% си имаат емоции. Па делегатите си навиваат од базата. И си навиваат за Русија. Комитет и Централен комитет се избрани и доаѓаат од базата. Пак е тоа поврзано со членството. Русофилијата си е присутна кај членството, и тоа е. славянофилијата, панславизмот, желбата за пријателство со Русија, желбата за добри односи со Русија се присутни, а сето тоа е помножено со нула од страна на ова раководство во креирањето на надворешно политичкиот курс на партијата, што е недозволиво. Значи, и недозволиво да едни профили на личности како Љупчо Пренџов, како Сашо Клековски, тие да се ВМРО, а ја да не сум ВМРО, како председателот Мицковски, Александар Николовски, тие да се ВМРО, а ја да не сум ВМРО,
како Тимчо Муцунски и Стефан Андоновски, кој што секоја објава на Facebook му е македонското и американското знаме, тие да се ВМРО, а ја да не сум. Значи поверојатно ќе ви видиме како независен кандидат. Ќе видиме. Ќе видиме. Рано меѓутоа ако не смениме нешто, значи во партијата, да не викнат и нас, да не интегрираат, да не признаат, да почнеме да го пегламе надворешно политичкиот курс, да почнеме да водиме една мултивекторска надворешна политика на темел на реалните чувства и на членството, и на гласачите на ВМРО-ДПМН, и на македонците. А ако продолжат понатаму да не игнорираат и да тераат само по нивно, секако дека ќе има поделби и секако е дека не ја исклучува можноста да јас бидам кандидат на некоја од помалите проруски партии, едноставно да им да им задзвониме на звончето и да им кажеме, да им откинеме одреден дел од гласачкото тело и од членството, нема да направиме преголема белја, сепак ВМРО-ДПМН ќе остане на власт, сепак се ова само локални избори, едноставно да ги освестиме малце, да ги ошамараме малце, да им кажеме дека вакво, ова е практично слугување на американската амбасадорка во Скопје, која што, by the way, не е на исти позиции со Трамп надворешно политички, затоа што американската амбасадорка во Скопје беше радикален поддржувач на Украина и радикален хушкач наш да ние ја поддржуваме Украина, а сега Трамп тоа не е, така да Трамп како што тргна да ги минува сите што беа, така да речем, про-Бајденовски настроени политичари, дипломати, многу е веројатно дека ќе ја смени амбасадорката. И сте русофил. Јас пак имам формално образование стекнато и науки, значи македонско, но и на запад и во нашето соседство, така да може да некој да ме стави во делот на проевропски или глобален играч, а и двајцата имаме потешкоти во комуникацијата со ова раководство, кој јас сметам дека овие зборови што и кажавте се престроги. Јас сум за тоа дека мирна вода прекрони, нема потреба од навреди, тие може би имаат некоја своја политика, ние и вие, иако припаѓаме вие русофил, ја проевропски глобален играч, припаѓам со понекои размислувања, но имаме ист проблем. Ако знаат да го слушаат, да ја слушаат волјата на членството. Членството не е да ВМРО-ДПМН ја биде проамериканска марионетка. А ова раководство веќе доволно ги видовме со сите активности Бајденова марионетка, затоа што неолиберален капитализам и неолиберален поредок. Ова политика на Трамп е сосема нешто друго. Трамп доведе до деполаризација, Трамп доведе до да се намали, односно непријателството помеѓу Русија и Америка. Автоматски тоа ќе доведе и до деполаризација и кај нас. Да, сложно. И можеби еден ден зошто вие мене ме потенцирате како проруски, затоа што се случи војната, затоа што едноставно политичкиот запад даде наредба до нас, нема има или си со нас, или си против нас. Односно нема алтернатива. Нема алтернатива. И тоа во една прилика и една германска делегација го кажа на состанок со раководството, каде што беше и председателот Мицковски и Тимчо Муцунски, каде што им рече нема има или. И тие едноставно лесно си префатија
си ја прифатија оваа страна и си ги прифатија сите тие пропагандистички лаги на политичкиот запад кои што беа употребувани како Русија е практично зло во оваа војна и ниту еден аргумент во нашата јавност не беше афирмиран во корист на исправноста на тоа зошто Русија се бореше во оваа војна. Русија е нова геополитичка реалност. Русија била силна и буѓе снова. И БРИКС е. Русија била силна и ќе биде силна повторно. Русија дрмала во Европа и пак ќе дрма, особено на темел на се посилниот БРИКС, кој што ќе тропа на портите на Западот. Ќе видиме до каде ќе бидат тие граници. Зародиш се еден мултиполарен свет и еден мултимодален свет. Ние сме некоја привидна географска граница помеѓу Истокот и Западот. И да бидеме ние вакви вазали на Западот, против Русија, кој што сега да речеме Трамп ги сите не деполаризираше и не направи да не ја мразиме повеќе. Имаме алтернатива. И почитуваната Мирка Велиновска кажа, кој вика Паметњаковиќ во, ајде се така малце да не биде цитирање, но со некои мои зборови, но го кажа тоа, овие владеечки елити, како може да кажат дека нема алтернатива? Па природно може да има алтернатива. Природно е да си има алтернатива. Да, но раководството на нашата партија ВМРО-ДПМН е со нивното поведение практично испрати порака нема алтернатива. А самиот руски амбасадор во Скопје лично тоа го кажа и преку една негова колумна во Нова Македонија, и тоа ми го кажа и секогаш на средбите, дека ова раководство, предводено од Христијан Мицковски, воопшто не ќе да комуницира со руската амбасада во Скопје и дека сите дипломати во руската амбасада во Скопје се под комплетна дипломатска изолација. Само се одиде средби со американската амбасадорка, сите пиар настани се поврзани со неа, и со претходната власт на Бајден, и со оваа власт на Трамп. Еве и сегаш која беа во чекаме потезите дипломатски на Трамп. Кај Орбан, председателот Мицковски рече, вика, од овде вика ќе им порачам на европските земји добро да размислат како во иднина ќе се однесуваат по однос на војната во Украина, а сето тоа да ги слушаат насоките на Америка. Значи е јако приврзан. Таа алтернатива на геополитичката сцена се нарекува Доналд Трамп, 45-47 председател на Соединетите американски држави. Тој се обидува да спаси Америка, некои велат и да ја направи Америка повторно голема, односно да го задржи својот примат, иако тие се свесни, особено кругот околу него и Heritage фондација, дека ништо нема да биде исто, може да остане играч, многу голем играч, но во еден зародиш мултиполарен, како што вели Путин, и мултимодален, како што вели заменик премиерот на Народна република Кина, но не униполарен свет. Значи алтернатива на досегашниот униполарен свет постои и таа алтернатива се случува. Туан Зоран Јовановски, останавме недоречени за темата или наредните теми, но за она што беше денешна тема и то како развивме плодна дискусија за она што се нарекува геополитички промени во светски рамки. Ви благодарам. Во овој турбулентен изминат месец, кој што е историски месец за светската геополитика. Ви благодарам. Ви благодарам на вас.